Ајде да видиме како да ги раскнижиме производите што ќе бидат нарачани од Волт. Влегувам во програмот со шифрата на Ангела, за да имаме представа како ќе ни изгледа сето тоа. Значи, многу едноставно. Најчесто го имаме ова пред себе. За да раскнижиме стоката што ни е нарачана преку Волт, во горното мени бираме излез. Само се извинувам, сум влегла на Ангела шифрата во друга продавница. Значи, ова го имаме, стигнавме до менито и имаме тука документи. Бираме испратница купувач. Треба да ни се активирани, може промени, може нов, штеклирани да ни се. Во десното мени одиме нов. Самото си се пишува бројот на излезот, датата. Во бројот на купувач внесуваме, може директно шифрата, например, ние знаеме шифрата 5773, еве, 5703. Значи, може директно 5703, а може и тука, еве, например, ако ја немаме, тука да пишеме физичко и се ни излегуваат тука, штеклираме ова, физичко лице, Волт. На црвените букви фактура, само стискаме на буквите. И се редан број, тука се редан број на фактурата. Значи, ова ни е фактура број 1, цртичка 26 ЕГ. Датата е иста и во забелешка внесуваме бројот на нарачката. Например, 3608 е бројот на нарачката што ја има ова. Со тап, нели бевме тука, со тап ни се носи во полето каде што треба да штеклираме. Значи, исто како во малопродажба. Например, има нарачано 407, количина 50 мл, по 11 550. Шише 4757, количина 1 и тоа ни е 700 денари. Може би, например, има 252 100 мл и цената тука, нели е со 10% попуст, даваме рабат и шишето 4777, едно на количина, еве ги, значи 1150 и 700, 1850 вкупно. Еве тука, значи, фактурираме 1000, значи оваа сума, 1850, треба да ни се сложува со сумата од нарачката. Ако стиснеме на фактура, еве како тоа личи. Значи, исто како сметка, поопширно. Во ред напишано. Значи, важна е количината од фактурата, стоката, да ни се сложува со нарачката што има нарачано клиентот. Толку е.